Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Една година по убиството на Осама Бин Ладен. Беспилотните летала легална, етична и умна опција, вели администрацијата. И денес е 1 мај. Окупирачите во Њујорк сметаат дека е пригоден ден за демонстрации. Председателот Обама вели дека неговата администрација не го политизира нападот во кој беше убиен Осама Бин Ладен. Кажа дека други очигледно го смениле ставот за изведување на мисијата. При тоа, мислејќи на Мит Ромни, кој има кажано дека не вреди толкави средства да се трошат за едно лице. Но во понеделникот рече дека секако би наредил убиство на Бин Ладен. Висок советник за контратероризам на председателот Обама, Џон Бренан, вели дека беспилотните летала кои се упатуваат во странство за напади се легална, етична и умна опција за заштита на националната безбедност. Бренан рече дека тие имаат хируршка, ласерска прецизност за отстранување канцероген тумор на тероризам без оштетување на цивилното ткиво околу него. Десетици илјади работници денеска во светот го слават Меѓународниот ден на трудот со повици за унапредување на нивните права. Американските демонстранти од движењето Окупирајте го Wall Street планираат да го блокираат Бруклинскиот мост и да попречат влегување во некои згради од финансискиот кварт во Њујорк. Американската државна секретарка Хилари Клинтон патува за Кина за разговори на високо ниво на кој веќе фрли сенка судбината на слепиот кинески дисидент кој избега од куќен притвор и наводно се наоѓа под американска заштита. Повеќе за случајот за кој ниедна од страните не зборува во приложение. Клинтон не коментираше по случајот на Чен Гуангченг пред да замине од Вашингтон доцна синоќа, но таа им кажа на новинарите дека човековите права ќе бидат тема на дискусија. Now a constructive relationship includes talking very frankly. Конструктивен однос вклучува отворен разговор за области каде не се согласуваме, вклучувајќи ги и човековите права. Со тој дух одам во Пекинг вечерва и ве уверувам дека ќе разговараме за се што стои меѓу нас. Порано во понеделникот председателот Барак Обама исто така одби да одговори на прашањата за Чен, за кого се шпекулира дека се засолнул во американската амбасада во Пекинг. Знам за извештаите за ситуацијата во Кина, но нема да дадам изјава по прашањето. Сакам само да нагласам дека при секоја средба со Кина, човековите права се предмет на разговор. Највисокиот американски дипломат за Источна Азија, Курт Кембел, во Пекинг е од недела и се очекува да разговара со кинеските официјални лица за Чен пред годишниот стратешки економски диалог што започнува во четврток. Боб Фу е раководител на China Aid Group со седиште во САД, што беше единствен извор за информации за Чен. Тој вели дека американските и кинеските представници работат на договор да му се дозволи на Чен да замине за САД со неговото семејство. The latest I'm hearing about Mr. Chen is Најново што слушам е дека се во тек интензивни преговори. Слушам дека и двете страни сакаат брзо да се најде решение. Кој е Чен, адвокат и активист кој добил 4 години затвор во 2006-та по документирање за присилните абортуси наложени од кинеската влада заради политиката на ограничување на големината на семејството. Од 2010-та тој бил во куќен притвор. До пред некој ден. Донирање на добротворни организации е дел од американскиот живот. Според светскиот индекс за давање, САД е највеликодушна држава во светот, по која следат Ирска, Австралија, Нов Зеланд и Британија. Според друга студија, обични граѓани дале 73% од парите донирани на американските добротворни организации во 2010, што е повеќе од 200 милиарди долари. Што ги прави американците толку великодушни? Гласот на Америка се обиде да одговори на ова. Погледнете. Вторник е наутру и автомобили се редат во центарот Salvation Army во Александрија, Вирџинија. Марија и Ингрид донираат некои работи што веќе не ги употребуваат.
Се чувствувам ужасно. Има многу од оваа облека што никогаш не е облечена. Не сакам да ја фрлам. Убаво изгледа. Некој може да ја носи. Сакаме да се ослободиме од нешта што не ни требаат, но знаеме дека се уште се употребливи. Наместо да ги ставиме во канта за отпадоци и да ги полниме депониите, ова е подобра идеја. Јуџин Издауни е раководител во центарот. Тој е среќен да ни покаже што е донирано и како тоа се сортира. Најнеобичен предмет што сум видел овде е хеликоптер, дониран пред 10 дена, во исправна состојба со пропелери и мотори, со далечинско управување. Но зошто даваат луѓето? Делумно тоа е затоа што им дозволува да ја иземат вредноста на донацијата од приходот што се оданочува. Но мајорот Џорџ Хут од Salvation Army не мисли дека тоа е единствената причина. Мислам дека најмногу американците даваат зашто сакаат да им помогнат на други на кои не им е лесно. Хут вели дека традицијата на великодушност има длабоки корени во американската култура. На овој начин, вели тој, се создаваат врски меѓу лица кои слично размислуваат во заедницата. Ингрид, например, вели дека незиното семејство волонтира во цркви и оди на мисии во странство. Таа вели, тоа е дружење, но и можност да се сретнат луѓе кои инаку не би имале шанса да ги сретнете. Хут вели дека американците се брзи во притекнување во помош на жртви на несреќа и дури уште побрзи кога се деца во прашање. Особено околу Божик. На големо се донира облека и играчки за деца кои немаат. Тие сакаат да ги видат среќни лицата на тие што ги добиваат дневните подароци. А како влијаеше рецесијата на ова? Хут вели за него е мистерија, но донациите изминати од Божик пораснале за 25%. И при тоа не се даваат само предмети, туку и време. 27% од целата американска популација работи волонтерски, без надомест. А утре во Newsflash ке зборуваме за религијата во САД. Голем дел од животот на многумина овде, но изгледа на постарите. Кај младите, христијанството е во негативна територија, покажува нова студија. Утре во Newsflash. Се повеќе млади американци ја отфрлаат религиозната доктрина и се помалку се идентификуваат со некоја вера. Утре ќе ви кажеме повеќе. Гледајте во Newsflash. Се за емисијава може да не гледате, слушате и читате и на интернет на адреса glasnaamerika.com или да се дружиме на Facebook. Поздрав до утре, јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер.